Здраво, Лела. Здраво, Славица. Добре дојде во мојот дом. Добро ве најде. Тука си била неколку пати. Повеќе од неколку пати, бидејќи јас и ти приватно се знаеме и се дружиме веќе неколку години овде во Осло. Се запознавме преку заеднички пријатели и сме дел од некоја македонска група која што се собираме често да се дружиме. Бидејќи овој подкаст има за цел да го раскаже животот и приказната на македонци кои што живеат во Норвешка, да започнеме тотално од почетокот. Да. Како и зошто Норвешка? Па јас сум била во Норвешка многу одамна, не знам да многу не знаат за тоа. Сум работела како ОП или како бебиситер, меѓутоа беше после студии некој обид во Македонија да почнам мој бизнис, па се одлучив да експериментирам малце, па дојдов во Норвешка, живеев 2 години тука во Осло. Како што кажав, работев како бебиситер во една норвешка фамилија кој што и до ден денес сме многу блиски пријатели со нив. Но тогаш Норвешка беше или Осло беше многу поинаков од она што е денес. Па одлучив да се вратам во Македонија. Во Македонија развив моја кариера, работев тоа што сакав и што требаше да го работам. Имав многу пријатели, имав многу познаници од мојата струка. Но од време на време погледнував онлайн, гледав кои се можностите за да најдам работа во Норвешка на мојата струка. И така се случи, добив некој онлайн првен понуда, па работев онлайн, поврзана со Норвешка, патував многу често Норвешка поради таа работа, меѓутоа имав доста секојдневна работа поврзана меѓутоа онлайн. Па после тоа се вратив пак, односно после 12 години. Значи, кога зборуваш за твојата прва средба со Норвешка, зборуваме за временски период пред околу 18 години. И велиш, не беше Осло тоа што е денеска. Да. Какво беше Осло тогаш? Па, сега има многу повеќе измешани култури, и тогаш имаше, меѓутоа се знаеше кој имаше многу дојденици од Босна поради војната во Југославија, имаше многу дојденици од Пакистан. Мислам, беа толку 3-4 култури кои можеш да ги наброиш во. Меѓутоа сега има многу народи од цела Европа кои што живеат тука. Многу е пошарено и климата мислам дека е малку изменета. Од времето, Да. Значи, има промена не само културолошки, туку и клима, да. Добро, интересно. Што знаеше ти пред да дојдеш во Норвешка? Во овој момент зборуваме за онаа твоја прва средба со Норвешка, кога првпат дојде тука пред 18 години. Што знаеше за Норвешка пред да стапнеш на норвешко тло? Па не знаев дека е на север, знаев дека е ладно. Меѓутоа некако не може да си представам колку е тоа ладно и колку во зима е темно и колку во лето е светло. Знаев дека го има тој олјефонд, дека имаат многу нафта тука и дека мислам дека како што сите луѓе знаат сега од Македонија да речеме, си мислат дека многу е розово тука. Така кога ќе дојдеш на висина, секогаш има некоја друга представа добиваш од кој ќе поживееш неколку одреден период тука. Сега вака, одлучуваш да дојдеш во Норвешка, пакуваш куфери, седнуваш на авион, се симнуваш од авионот на аеродром и какво е првото чувство да стапнеш на едно тло за тебе непознато, во кое што си ти решена дека ќе поминеш одреден период од твојот живот. Не одиш на одмор на 10 дена, меѓутоа си со твоите мисли подготвена дека тука ќе живееш. Па не е воопшто лесно. Значи сите мислат дека кога ќе дојдеш негде, меѓутоа многу е особено првата година не е воопшто лесно. Како што кажав, јас во Македонија имав кариера, имав пријатели, имав многу познаници во однос на мојата струка. Значи каде и нешто да ми требало, јас секогаш имав на кој да му се обратам или да свртам телефон. И кога ќе дојдеш, повикувајќи се на тоа, мислиш дека кога ќе дојдеш во друга земја, исто така можеш веднаш да се обратиш на многу луѓе, меѓутоа
тука сите луѓе имаат, да ги начам, свој тек на живот, своји проблеми, така да или не биле толку долго запознаени со мене, па за да можат веднаш да ти се отворат за ти подвод. Да. И требаше одреден период, имаше повеќе проби, имаше повеќе, некогаш и помисли што воопшто јас правам тука, дали треба да се вратам назад, таму имав кола, имав се, имав работа. Семејство, фамилија, пријатели. Меѓутоа, еве, најверојатно, одно со сите имаме искуство и како и ти, сите ние што се дружиме, треба да помине одреден период. Да. Што со јазикот? Норвежаните се поприлично добри во англискиот, така што почетната комуникација не е проблем да се воспостави, особено ако човек има основно познавање на англискиот јазик. Меѓутоа, норвешкиот сепак е јазик кој што е официјален во земјата и кој што треба да се говори за да можеш да се вклопиш целосно во општеството. Дали во тие твои први години во Норвешка беше посветена да го научиш јазикот? Па јас првите 2 години имав многу комуникација претежно со норвежани, имав малце е чудно, меѓутоа јас многу јазикот го научив затоа што во таа фамилија каде што чував, имам 3 деца, едното девојче беше со Даунов синдром и ние имавме една таква игра со Каролина каде што таа ми кажуваше како некој предмет се вика на норвешки, јас си кажував како се вика на македонски. Јас уствари научив многу норвешки од неа. Да. И преферирав да користам норвешки секој ден со нив. Родителите во тоа семејство затоа што беа навикнати да се обраќаат да зборуваат полека покрај Каролина, за Каролина да разбере, така да и со мене се обраќа многу сликовито ми ги опишува работите. Каролина го знаеше и говорот за ковиот говор, така да некогаш кога јас немаше да знам што нешто значи, таа ми објаснуваше со раце или со слика, така да јас од неа многу научив и исто одев и на курс, меѓутоа после тоа кога се вратив, многу полесно ми беше да повторно да почнам да зборувам само на норвешки. И исто и работата која што ја имам. Меѓутоа многу читав детски книги, многу слушав радио норвешко, значи не гледав македонски телевизија или македонски, се бев посветена да го слушам, да го примам јазикот во мене. По 2 години во Норвешка решаваш да се вратиш назад во Македонија и на неколку пати го начнавме муабетот за твојата кариера. Па можеме повторно да се вратиме во тоа, бидејќи тоа што го работиш сега и што е твоја сегашна професија, нешто што исто така си го работила во Македонија и конечно си своја на своето. Ајде, кажи ни прво за твојата кариера во Македонија, па подоцна ќе се префрлиме и како си го најде своето место под сонцето тука во Норвешка. Јас студирав во Романија всушност, моден дизајн, текстил на Академија на уметности во Букурешт и кога се вратив во Македонија, работев во една можеби најголема компанија во Македонија, грчки сопственици, кои што имавме производство, меѓутоа имавме и наши колекции, кои што ги нудевме на европскиот пазар. Ја работев со... Значи, затоа ви кажам дека беше многу голем шокот. Работевме со големи компании, многу патував со Zara, со S. Oliver, со Gary Weber, значи тоа беа големи искуства за мене. И кога дојдов тука, таков пазар во Норвешка нема. Особено првиот пат кога сум дошла, затоа што Норвешка е многу мала во однос на тој пазар. И тука многу патување имаше во Македонија, работев во Македонија, многу патувања, многу нови искуства, многу знаења во однос на таа бранша и многу љубов, особено джинс, затоа што ние бевме, мислам, една од единствените кои што имавме исто и washing department и многу научив и за тоа и некако ми се вроди љубов за и тој дел од текстилот, кој што е специфичен. И кога дојдов тука, тога нема такви големи компании, нема толку многу можности, значи требаше многу да се потрудам за да дојдам таму каде што сум сега. Се сеќавам дека го правевме сличниот муабет пред повеќе години
И се сеќавам дека ти реков, Лела, каде ти текна Норвешка да ја одбереш кога си ти во модата? Да. Така. Ајде да објасниме онака едноставно каков е норвешкиот стил, моден стил. Па многу едноставен. Дори сите ми замеруваат за некои мои пријателки од Македонија, па ти користеше многу бои, зашто сега кажеш само црно. Се прилагоди значи на норвешката мода. Да. Меѓутоа, како што кажав, сега има многу мешани култури, многу повеќе има бои за однос во тоа што не само во облека, и во начин на живот, кулинарство, зачини, значи мириси различни, значи многу е различно во однос на тоа што било пред 15 години. Има голема разлика од западниот дел на Осло, источниот дел или централниот дел. Меѓутоа, те се многу едноставни, меѓутоа се многу внимаваат на квалитет, на знаеме дека користат капа брендирана да, облека. меѓутоа да е квалитетна, да. Е сега вака, во Македонија имаш кариера. Си на одговорна функција. Да. Работиш со значајни имиња во светот на модата и доаѓаш тука во Норвешка. Со тој момент што го зборуваме модата во долниот дел на Европа и нагоре во север не е еднаква. Не. Како беше тој процес на барање на работа и како успеа да стигнеш таму каде што си денеска? Бидејќи денеска работиш за најголемата модна, моден бренд во Скандинавија. Скандинавска Зара на Inditex, да речеме тоа. Па, еве можеби ќе звучи чудно, меѓутоа кога нели од Торп, кога го земе автобусот да стигнеш до Осло, јас ја видов таму каде што работам сега е Варнер компанијата. Меѓутоа Варнер е групација која што има повеќе брендови и јас сум работена во Big Box. Меѓутоа ја видов зградата на Варнер и јас случајно видов некои облеки како стојат таму, има некои канцеларии, meeting rooms и почнав да гуглам и реков да видам што е ова и така открив дека Варнер може би било најблиску до она што јас сум го работела да се во Македонија да поберам работа таму. И не беше лесно, праќав многу CV-а, многу пати. Меѓутоа бев сигурна дека никој не го читал моето CV, затоа што во Норвешка, како што веќе зборувавме, нема текстилна индустрија и јас имам големо искуство во тоа и човек како мене му треба на таква компанија. Значи сигурна бев дека некој не го гледа моето CV, морав да стигнам внатре во компанијата за да им кажам која јас сум, што знам и како знам. За вистински тие да го прочитаат твоето CV, да видат дека си кадар кој што на вистина може многу да придонесе. Да. Имаше еден тотално друг оглас, јас се пријав на тој оглас и не одев со мисла дека ќе ја добијам работата за тоа работно место, меѓутоа за да им кажам, да видам што се случува внатре и да им кажам која сум и што сум. И така и бидна. Ако одев, бев на интервју и повторно ми повикнаа на друго интервју и ми се јавија после тоа дека ја добив работата и сега веќе сум таму 2,5 години. Да. И навистина си задоволна со работата, бидејќи и покрај тоа што го работиш, тоа што го сакаш, патуваш исто? Да. Со работата, што е исто така една друга љубов. Да. Работата има доста патувања. Моментално тоа што јас го работам сега тие оддели што сум јас заангажирана, значи многу патуваме за Турција. Мислам дека ќе биде Индија или Бангладеш, значи ние имаме офис во различни места од светот и таму развиваме наши колекции и има доста патување кои што исто така многу интересно, меѓутоа тие патувања е многу интересно за приватно искуство, меѓутоа во секој случај многу се учи на тие патувања за тоа што ние го работиме, кои се нови трендови, што Зара сега ново прави, кои бои сега ги барат, кои принтови, кои модели, и не само Зара, туку и многу други брендови, особено во Турција, кои што произведуваат. И за сите нас останати кои што работиме едноставни работи и каде што Инстаграм и Снапчат не ни се дел од работниот однос и дел од секојдневието, кај тебе е
баш спротивно. Нешто што е дел од твојот работен ден. Да. Нешто што и онака мораш да го следиш за да бидеш во текст со новите трендови. Ние на состанок анализираме Инстаграм и ТикТок видеа. Значи многу е важно, исто во секој понеделник имаме состанок за претходната недела, каква била продажбата и има исто едни 10 минути имаат social media department и имаат исто и да објаснат колку views сме имале на TikTok, колку лајкови сме имале на Instagram. Исто тоа потоа дизајн тимот, која имаме состанок за наредна колекција. Instagram и TikTok ни се една многу важна алатка за наредната сезона. Особено со тие што ги правиме колекциите во Турција. Значи секогаш се 99% се инспирациите од Instagram. Да. Сега во светот на модата имам чувство дека некако работите се движат брзо. Дека тоа што е тренд денеска, утре веќе почнува да станува застарено и мора да се промени. Се сеќавам дека зборувавме пред неколку месеци, прати неколку слики и реков, добро, значи сега се спремате за есента. И ти ми викаш каква есен, ние сега почнуваме лето, следно лето. Да. Мора да биде така, затоа што производство кое што се во Кина или во Индија треба поголем период, особено за транспорт. Значи Варнер има една резолуција за, мислам дека цела Европска Унија мора да следи за sustainability од 2025-та. Ние не користиме авион транспорт, користиме бродови или значи некои што се за клима friendly. И одредени производи како джинс или лен бараат да се почне производството многу порано отколку меѓутоа во Турција, затоа што е во Европа и транспортот е многу брз и производството се одвива многу побрзо, затоа се тие fast drops или fast collection, што е многу поблиску до трендот, меѓутоа basics, кои што се големи по нарачки и кои што се во Бангладеш или во Индија, треба многу претходно да се започне со производство на материјал, дизајн, фитинг, сезон и на крај со производство на целијата нарачка. Може ли вака накратко да не пројдеш низ целиот тој процес? Што се случува? Што се случува пред едно парче облека, еден фустан да заврши во продавница? Многу долг процес е, ако е онака како што треба да биде. Значи ние како што кога разговаравме, ти кажав дека почнуваме со лето, значи ние почнуваме се одбират се прават mood boards за што ќе биде наредно лето тренд, се собираат информации од интернет, се собираат фотографии за бои или за модели или за целосен комплетен стил. Се презентира сето тоа на менеджментот и за секој оддел, значи имаме оддел посебно, имаме за джинс, имаме за night and lounge, за сите оддели посебно. И после тоа се почнува со first development sample, значи и се прави fitting проба на тоа парче. Доколку е тоа добро, меѓутоа first development sample знае да биде да има големи корекции, затоа што е од скица потешко се доловува тоа што сака да се биде во реален производ. Па потоа се прават се добива еден size, значи две големини, за да се види како стои на size small и на size large, или extra large. И после тоа веќе се, кога секи е одобрено, се порачува на крајот pre-production sample. И ако и тоа се одобри, на крајот се почнува со производство и на крајот се добива shipment sample, кој што и потоа добиваш само информација кога Варнер има голем магазин во Шведска, тие сите стигнуваат во Шведска, и тоа Шведска се пренесуваат во Норвешка, во Шведска и во Финска. Варнер како моден бренд не го следи
тотално овој AI бран за правење фитинг преку AI, туку вие го спроведувате фитингот на модели. Имаме 3D дизајн, пробуваме да правиме фитинг, меѓутоа јас како одговорна за фитинг дизајн не можам да дадам зелено светло само на 3D дизајн. Се уште сме дека сакаме, затоа мислам дека иако не како големите корпорации како Zara или H&M, тие 70% ги одобруваат фитинг моделите на 3D. Меѓутоа, затоа знаеме кога ќе одиш во Zara нешто што е large може да одговара нешто што е small, значи меѓутоа тоа е за да си fast fashion мораш да балансираш. Меѓутоа во Турција кога одиме, значи фитингот е многу побрз, се случува многу побрзо и се донесуваат одлуки многу побрз начин отколку кога сме затоа што во Турција таа колекција е fast collection и затоа мора се побрзат некои процеси. Меѓутоа морам да балансирам, меѓутоа нешто проверувам исто и на 3D на програма која што се вика Clue и добиваме таа програма, можеш да самиот шаблон да го сошиеш на 3D аватар кој што одговара на нашите димензии, на нашата компанија и тогаш можеш да видиш како некои точки, ако се двоумиш дали се во ред, можеш да ги видиш на 3D. Меѓутоа многу ги користат исто и во Турција и во Кина има безброј други разни програми кои што исто ги користат, меѓутоа се уште мислам дека е многу различно во однос како материјалот се однесува на моделот кој што го си го замислил, дека треба да го видиш како физички семпл. Друго е кога ќе го видиш во живо. Да. И сега и покрај тоа што имаш сменето неколку работни места, работодавци, сепак си била секогаш поврзана во светот на модата. И сега, кога би те прашала во однос на тоа како се однесуваат работодавците кон вработените, каква хиерархија владее во норвешките фирми? Во фирмите каде што јас сум работела нема хиерархија, во однос на таа хиерархија што постои во Македонија или што постоела тогаш кога јас сум работела, со тоа што сега има кај нас на работа, нема таква хиерархија. Значи секој тука може да даде свое мислење, можеш да се спротивставиш на нешто ако мислиш дека и дури на шефот. И на директорот. Да, и шефот може да го прифати твое мислење ако е навистина така издржано. Да. Меѓутоа во Македонија имаше некои други како јас сум шефот и ти треба да ме слушаш мене. И не знам дали уште постои тоа, верувам дека да, за жал. Меѓутоа хиерархијата во Норвешка глобално мислам дека кај сите кај што работиме не дека е на помало ниво. Беше ли тоа еден шок? Беше пријатно. Да отидеш на работно место каде што директорот нема да ти нареди ти да правиш нешто, туку ќе те замоли или ќе ти рече доколку имаш време. Да. Тоа е убаво, мислам се осеќаш како да можеш да донесуваш одлуки и да го правиш тоа, нема стрес. Нели тоа познатото во Норвешка е ike стрес или no стрес. Позитивно е за нас, меѓутоа на некој левел може да биде и негативно, затоа што не може се да функционира со no стрес. Баш пред неколку недели имавме на Suppliers week на работа и доаѓаат производители на материјали или на облеки кај нас во фирма и презентираат нови колекции. Беше една турска компанија која што произведува джинс и таа кажуваше како што се случува со Gen Z, дека тие многу се во Дубај отварат офис и таа накаја рече stress is good sometimes. И јас се согласувам тоа, значи меѓутоа во Норвешка кој е no stress цело време, може малце да влие негативно во однос на завршените обврски, во однос на како нештото треба да тече.
Баш тоа беше едно од нештата кои што сакав да те прашам, дали има одредени работи кои што во суштина се позитивни, меѓутоа не секогаш. Така е, ова е типичен пример за нешто што во суштина е нешто навистина многу позитивно, да тие имаш таа слобода да одлучуваш за твојот работен ден, кога, која обврска ќе ја завршиш. Меѓутоа, од друга страна, може да се злоупотреби, нешто што сите го чувствуваме дека на дневна база се случува. Да, точно. Но добро, што тебе најмногу ти се допаѓа од животот во Норвешка? Па еве тоа кажеме, кога ќе споредиме со Македонија, пред се, например, ние колку имаме чист воздух тука, со проблемите, ако ги споредиме проблемите, значи сите мои пријатели или членови од фамилијата кои ќе дојдат во Норвешка, особено тие што живеат во Скопје и Битола, ќе кажат колку е чисто пред се. Мислам дека проблемите тука се минорни во однос на тоа што се случува за жал во Македонија, например, кога цела Норвешка дискутираше дали Магнус, светскиот шампион на шах, ќе му се дозволи да игра по джинс. Тоа беше главна вест. Например, во Македонија се случува кочање или некои такви работи кои што се од огромна разлика и влијат многу на животот тука и таму. За жал, многу се случуваат многу трагични работи во Македонија кои што тука не можеш, мислам, ни да ги замислиш. Значи проблемите се на многу различно ниво и тоа е добро. Сите знаеме дека кога е викенд, имаме викенд, реално викенд, значи сме отстранети од работа и може слободно, може да се посветиш време на себе си или на фамилијата. Македонија, искуство со моите семејство и со моите пријатели често знаат да кажат работа ми сабота, работа ми недела, што не е добро. Такви некои организираност. Норвешка е мала земја, меѓутоа во секој случај за да стигнеш на работа нема толку многу стресни нива како што на пример во Скопје се случува хаос да се обраќаат и такви работи, да. А што е тоа што не е баш толку симпатично со Норвешка? Па знаеш што ќе ти кажам? Климата не е симпатична. Вечна болка. Вечна наша болка, затоа како што кажав на почеток, кога ќе дојдеш мислиш, па и не е толку страшно, ќе патувам, и ние сме свекни што можеме да патуваме, мислам дека сте норвежани затоа и патуваат заради климата. Климата и можеби тоа убаво е да си малце интровертност на луѓето или ти фали тоа, например, да себеш само ајде се гледаме на кафе за 5 минути. Треба повеќе планирање. Да. Значи не е кафе, туку е разговорот со близок пријател, меѓутоа тука треба многу повеќе да се планира. Да, климата е најголемиот проблем и мене ми фали звукот, секој кажувам тоа, мене ми фали, значи луѓето треба да зборуваат. Тука во последно време сите се со слушалки, тоа мене многу ми смета. Значи треба луѓето да сега кога доаѓав на кај тебе, имаше пар, дечко и девојка и двата беа со слушалки и јас си помислив зошто сте заедно, кога и двата сте во друг свет, значи некои такви работи кои што мислам дека се различни од кај нас. Што кај нас се многу позитивни, тоа дружење со пријатели, со фамилија, што тука не е толку, не дава толку значење тоа. Ти требаше ли време за да создадеш свој круг на пријатели на кои што ќе им се јавиш и ќе ги викнеш на кафе? Да. На сите нас. На почеток се дружиш многу со сите, за да пробеш, најверојатно сте го поминуваме тој процес, за да најдеш тие што можеш да се ги направиш твој круг, затоа што нормално не можеш да одговараш со сите, не можеш да се дружиш со сите. Меѓутоа на почеток треба сакаш да најдеш голем круг на пријатели. Меѓутоа по одредено време гледаш дека можеби само форсираш за некои луѓе и на крај после некој одреден период како и за се си правиш еден свој круг на пријатели кои што и колеги кои што имаме до многу добар однос и пријателство развиено.
Без намера да бидам дискриминаторски настроена или ништо слично, но кои се националностите кои се во твојот круг на пријатели? Во мојот круг се од на работа, случајно, можеби не знам, или можеби заради тоа што привлекуваме странците. Од Иран имам доста добри пријателки, кои што тие се родени во Финска, меѓутоа сепак се од Иран. Незините родители исто живеат тука, меѓутоа имаат фамилија во Иран и се многу блиски на нас. Во претходната работа каде што работев имаш исто така луѓе од различни националности, од Алжир, од Тунисија. Имам доста пријатели од Мароко, норвежани исто. Можеме кажеме хрвати, срби. Од сите. Македонци. Македонци, да. Да. Кога се случува некоја ете така собиранка јас често викам наши луѓе. Да. А кога е наши луѓе мислам не само македонци, туку балкански состав. Да. Дали тогаш паѓаат оние муабети да леле не можам веќе со ова време, леле не можам веќе со овие луѓе што не ме разбираат зошто е вака се однесувам. Да. Меѓутоа, например на работа исто имаме неколку исто од Шпанија, Латино и кога ќе се собереме, секогаш го правиме тој мовет, меѓутоа на крај секогаш да, но знаеме кои се проблемите таму, кои се макар еве и Шпанија, која што меѓутоа социјално земена, исто и економски има поинакви проблеми за разлика од Норвешка. Например на TikTok има едно видео кое што секогаш има, тоа е сега тренди, да избереш what I will choose. I will choose low salary, friends, family and son или добро salary или економски и значи многу е тешко да се одделат тие две работи. Меѓутоа мислам дека е позитивно што ние често еве си патуваме во Македонија. Не имаме директна линија, така да и ни доаѓаат луѓе од Македонија кај нас, така да се балансира некако. Што ти е најубаво од норвешката култура? Ти имаат неколку празници кои што вистински ги празнуваат, како што е денот на државноста. Меѓутоа се шкрти на празници, затоа што ги немаат да речам религиозните празници кои што ние ги имаме. Па еве кога го спомна 17 мај, кој што сега доаѓа, денот на државноста, за разлика од Великден, кога што заминуваат сите на скијање, затоа што како што и самата рече, немаат религиозна поврзаност со Великден, за разлика од кај нас. 17 мај е еден убав празник, во мај обично времето е убаво, сите носат традиционална народна носија, норвешка, претежно. Нели сите деца се во град, го поздравуваат кралот и кралицата и стварно и потоа се слави со храна која што во знак на бојата на знамето на значи со јагоди, со сладолед, така да е еден убав весел празник. Покрај тоа што патуваш во Македонија, ти доаѓаат исто така. Да. Пријатели, семејство на гости, се случува ли да ти речат лела си се понервежанила со нешто? Па за некои работи, да. Како на пример? Па сега например сите ете да кажеме во однос на начин на живот, во однос на исхрана можеби или во однос на тоа иќе стрес. Например кога такви некои кога пријателки ќе им кажат ме морам да работам во сабота во недела, тоа им се спротивставувам, меѓутоа тие ќе ми речат ама ти си заборавила како е во Македонија. И некои такви работи. Меѓутоа јас обично мислам дека ги прифаќам сите култури, сите
Почитувам и тоа што во Норвешка, затоа што живееме тука, меѓутоа почитувам и тоа што нашиот начин на живот, иако сме тука. Да. Што те недостига најмногу од Македонија и животот во Македонија? Па се разбира фамилијата, пријателите, еве ќе го кажем пак сонцето. Македонија има многу сончеви денови. Да, како што кажа, звуците, иако Скопје е многу хаотично, меѓутоа, еве јас за разлика, јас живеам доста во центар во Осло, слушам звукови, тоа ако сакам. Меѓутоа пред се, да, фамилијата, пријателите, меѓутоа сега е многу лесно, комуницираме секојдневно, многу патуваме, знаеме со пријателите да се најдеме на одредено место во Европа, за кој што говорат сите, или кога патуваме Македонија да се собереме сите, така да балансираме, да. Мило ми е што дојде повторно кај мене дома да направиме еден поформален муабет од вообичаено. Но ти благодарам за разговорот. Се надевам дека повторно ќе имаме да зборуваме за работи кои што ни се допаѓаат и не ни се допаѓаат со Норвешка. Фала ти на тебе за поканата и ти посакувам успех понатаму.